Пред некој ден бевме на, како што го нарекувам јас, вилаетот на Трајчи или Трајчиленд, во кој има една одлична колекција на музика, на различни носачи на звук и така ни пушташе музика од секакви жарови. И мене ме потсети на една песна која многу одамна ја немав слушано, а ми е навистина интересна и прекрасна песна, песната на Топик и Дадо за Македонија. И така одеше песната и веднаш на она на што ми остави најголем впечаток, она вели: таму каде што сонцето вечно сјае. И некако тројцата како со поглед се разборавме дека, бидејќи нели минатата емисија ни беше за што тоа остана како срам во 26-та година. 26-та која беше сама по себе многу траурна и не помалку со истиот интензитет за жал започна и 26-та и си рековме па навистина па ни треба сонце. Но не она сонце нели на кое му се радуваме до заиди сонцето, туку она внатрешното сонце. Она сонце кој секој од нас го носи во себе и кој зрачи од секој од нас, но гледаме дека веќе како да ни е згаснато тоа сонце. И така дојдовме до, разговарајќи тоа, еве и денеска, еве посакувајќи во добре дојде во втората емисија од втората сезона, некако да најдеме, доста веќе беше со оној песимизам, оној негативизам, да видиме како можеме да го разбудиме, да го разнежниме тоа наше внатрешно сонце. А според мене најдобро нешто за да го разбуди внатрешното сонце, секако ако не ја сметаме љубовта, е уметноста. Уметноста е таа која малку треба, со еден клик може да ни го осветли, да ни осветли внатрешноста. И еве да видиме како може да речеме театарската уметност, книжевноста да допре до нас, или што можат да понудат овие уметности да ни ја разгалат и осветлат внатрешност. Колку повеќе такви разгалени и осветлени луѓе имаме, толку ќе имаме поубава и околина, колку поубава околина, толку ќе имаме луѓе кои ќе успеат да излезат од облакот на виртуелноста и на оваа апатичност и на тотална зачмаеност кое за жал не само во последните месеци, туку и во последни години ги имаме. Едноставно да видиме насмејани луѓе околу нас. Како да го направиме? Како може уметноста, нели од целата плејада на гранките кои има во уметноста, што можеме да понуди еве театарот, например? Како да го зборуваме не само нели ќе дојдат на театарска представа или ќе прочита книга, да, убава е, ме разнежни, прекрасна е, и потоа веднаш пак да се вратиме во удобноста на виртуелноста. Не, туку напротив, после секоја некоја завршена представа да трае тоа чувство и да трае. Можно ли е тоа? Секако дека е можно. Јас ќе се обидам да ја разбијам онаа дефиниција за песимизмот. Нели, секој песимист е добро информиран оптимист. Некако ќе се обидам и преку тоа да поминам. Сметам дека доколку 2025 година беше година на понижување, 2026 мора да се врати културата со достоинство. Мора културата да престане да биде декор на политички говори, да се користи за свечени отварања и после се што не се случи со таа епохална трагедија во 2025 година за мене на побрк заборав, мора културата и театарот да се вратат кон себе си, кон човекот, кон љубовта и кон надежта. Неколку пати го реков, што и да значи тоа. Институциите не барат милост, барат подршка од системот. Ние не бараме милост. Ние бараме подршка и систематско разгледување на сите проекти кои што ќе ги правиме. Не бараме адхок решенија, бараме систематски да ги решаваме работите и да одиме во полза на утеха на болката на се што не се случи. Нема да правиме сензационални представи. Доста е со сензационални проекти. Доста е сензационалност да се додвориме на власта. Време е да се обрнеме кон болката, кон она што не се случи 2025, да пробаме да облажиме со нашите проекти. И само така систематски да делуваме и сметам дека иднината на сите проекти е систематски да
да не бараме милост. Бараме систем, концепт и правила како да ја заборавиме што побрзо 2025-та, да научиме што може да се научи од сето тоа што ни се случи и од сето ова да излеземе подобри луѓе. Културата е огледало на сите. Како предлог, што според Предлог е да разговараме за човечки проекти, за представи кои што се свртени кон човекот, а не кон сензационалноста, кон емоцијата на човекот, кон болката на граѓаните, затоа што театарот не е само тоа е збирка каде што луѓето се собираат, не само гледаат. И публиката, театарот не смее да се обреќа само кон публиката, туку сите заедно да делуваме во колективната болка. Предлог е да поставуваме класични теми, кои што зборуваат за надежта, за љубовта и за човечките судбини. И да пробаме да излеземе посилни. Тоа е некоја моја идеја, 2026-та мора да размислуваме, мора концептуални проекти да правиме во било која сфера од културата, единствено само така ќе го погледнеме доколку има сонце и доколку можеме да го погледнеме сонцето, само така ќе го видиме и ќе пробаме да допреме до него. А во литературата? Па види кога веќе зборуваме за сонцето, тоа е една, како се вика, појава која што од секогаш го ставал човекот во позиција на за и против. Поготово дали сонцето е центар на светот или на нашата галаксија или земјата. Но секогаш символизира, изгревот на сонцето символизира раѓање на нешто ново, на нешто кое што ни дава, да речеме, нова надеж или верба во нешто кое што треба да ги исполни или да ги оствари нашите соништа. Баш многу интересно е кога, например, да речеме, се врзуваме за уметноста и дека пред некое време, знам дека на Струшките вечери во поезијата, бидејќи ние сме јужна земја, имаше антологија за песни на сонцето. Значи, сонцето е многу опеано кај нас, изгревот и заодот исто така, но има една ситуација која што постојано се носам со неа и веќе по неколку пати и се навраќам. Тоа е оној дел во Малиот принц на Сент-Екзипери, каде што Малиот принц вели дека најмногу сака да го гледа заодот на сонцето и дека неговата земја, планетата, астероидот е толку мала, бидејќи има само еден цвет на неа, има 3 вулкана, од кои што двата се активни, едниот е изгасен, врз кој што тој го користи како столче за седен, како престол, и еден баобаб, едно дрво од кое што се плаше, например, дека може да ја разбие планетата, но што вели? Јас сум среќен, бидејќи можам да го гледам заодот на сонцето. И кога на прашањето како, колку пати, вика многу пати во еден, да речем, во исто време. Што значи дека планетата ми е мала, јас само го свртувам столот и го гледам заодот на сонцето, што не е така, да речеме, на земјата. Кога сонцето заоѓа, да речеме, во Америка, веќе луѓето во, како се вика, во Европа се будат. Така да нема таква можност, што би вели дека заоѓањето на сонцето можат да уживат само продуктивни и високо интелигентни луѓе кои што знаат дека тој заод значи враќање на нешто ново. Што значи тоа? Раѓање на ново. Раѓање на нешто кое што, како се вика, на некој начин ги буди нашите желби, надежи за живот, да го продолжиме животот. Ако сонцето во 25-та година заоѓаше, сега сите ние кои што го гледавме тој заод, всушност сме луѓе кои што веруваме во повторното изгревање. Во она, како што беше во филмот на Ромен Полански, во таа камена обсерваторија во каменот град, кога веќе заврши приказната, кога човекот веќе требаше да биде да изгуби слободата, да плати за своите недела, од една страна, низ камените тие плочи, Ромен Полански со камерата подаде да го видим дека изгрева сонцето. Значи, многу е важно тај момент, како што би рекле, на, како се вика, на раѓањето, сонцето значи раѓање на таа емпатија, можноста в лице да се сретнеме со она што представува наша надеж, наша верба. Она
што само по себе и во невербална ситуација ќе ве донеде во верба дека можеме да испливаме од одреден момент. Не случајно изгревот се јавува после заодот. Не случајно зборуваме за едно циклично време. Во таква ситуација треба да веруваме. И добро е, во наводници, ако сонцето зајде. Значи, заоѓа една стварност за да се роди нова. Може би заоѓа едно лошо, за да се лош ден, за да се роди добро утро. Така е во, како се вика во песната на Дадо Топич, тоа е земја на сонцето. Но, не е земја само на изгревот на сонцето и на грејањето на сонцето, него е земја кај што сонцето заоѓа за да изгрее, кај што сонцето е во центарот на небо за да грее, за да ти даде, за да и потикне на поглед во растот на природата, на желбите, на се она што представува наша надеж. Така да литературата е најблиска до тај момент. Најблиска до тоа да го символизира раѓањето, да каже колкава е, како се вика, мокта на изгревот, како што и колку може само по себе да значи дека треба некои сили внатрешни, некоја желба, потреба при заоѓањето да издржиме во одредена ситуација. Еве тоа, ние издржавме 25. Сега треба со поголема надеж и со верба да го очекуваме изгревот на сонцето во 26-та и да му дадеме за право да изгрее и да му дадеме за право да го признаеме како веќе изгреана ситуација. Да, секако. Професоре, според вас, кој е таа историска приказна со која што ние во 2026 можеме да исплеваме? Некако имам чувство дека историјата ни е терет, некако како да не можеме да постојано се занимаваме со неа во некој, не знам, чудни, како да постојано лутаме со историјата и никако да откриеме што е тоа што има сонце во таа историска порака за нас, па и во уметноста. Што е тоа што можеме да го научиме како позитивна порака од историјата во 2026. Постојано некако и проектите, и представите, и литературата се занимава само со тој податок, историски, не внимавајќи на иднината. За да живееме во сегашноста, професор, ние мораме да измислиме иднина која е подобра од минатото. Како да измислиме иднина во 2026? После се што не се случи, еве, помогнете ни со вашата поглед кон историјата. Како да научиме каде имаше сонце во историјата и како да го имплементираме овде во уметноста, во културата во 2026? Ето е многу интересно и колку што е сложено за да се одговори толку едноставно. Зависи нели која толку и како ја раскажува историјата, ако историјата ја раскажува политичар, ќе биде сватена темно и мрачно. Бидејќи политиката одговара она најмрачното од често политичарите раскажуваат историјата. Бидејќи има струи кои сакат да бидеме во мрак, од многу едноставно, бидејќи во мракот најлесно растат чудовиштата, а со чудовишта најлесно се плаши народот. И затоа во еден таков контекст и одговара да бидеме во мрак, но напротив историјата и тоа како има светли точки и сонце во него, би издвоил за мене се два клучни три момента всушност ќе издвоим кои се сосема различни, диаметрално се различни за различни тројца големи великани кои оставиле траг во историјата секој по себе, а ни кажуваат на тоа дека всушност сонцето индивидуалноста е пред се најклучна во тоа како ние ќе го гледаме сонцето. Врв за мене е тоа она анегдотата кога Александар Македонски го прашува Диоген што можам да направам за тебе, кажува, или истави се малку, некако ми сметаш од сонцето. Значи, толку едноставен диалог во кој на човек, како Диоген, му треба само сонцето. Не ми треба, тргни ми се пред тебе тако великан. Замисли. Ете, едното, второто е Ван Гог, например,
кога го прашале зошто имаш постојано жолто и ти доминира во сончогледите, причи во се гледам сонце. Па да, сончогледите. Се ми е сонце мене. Тие кои што се секој. Во се гледам, значи во се гледа убавината. Исто така и за Сезан, кога прашале зошто само нели ги прашува, ги сликаш оние за иди сонцата. Причи јас така го гледам, значи јас во се гледам убавина. И во се гледам сонце. Значи и исто така не помалку важно за мене кога зборуваме за сонцето е да тргнеме од нашата химна, новото сонце на слободата. Се разбира, сонцето не е новото, милиарди години не грее, но колку внатрешен крик треба да има некој да напише новото сонце. Значи колку тоа сонце било зацкривано од шлемовите на освојувачите кои крстареле низ Македонија. Колку ни требало како ново. И еве сега е ново. Да. Значи го имаме сонцето, сега од нас зависи. Повторно ќе речам, секогаш има сили кои ќе сакат да го замрачат тоа сонце, бидејќи осветен, просветен народ не му треба никому. Значи не можеш ти да владееш со просветен народ. Тоа е таа перцепцијата на сонцето. Значи ти ја перцепираш сонцето како ново. Значи тоа е најважна е перцепцијата, најважен е погледот. Значи погледот кон сонцето, тоа е она како што го има, да речеме, кај сончогледот, и затоа Ван Гог е всушност и ги црта сончогледите, бидејќи тој секојаш бил свртен кон живот, интензивно го сваќал тоа. Интензивно влегувал во љубовта, интензивно влегувал во целата таа ситуација. Тоа е една работа која што е многу битна во поглед, например, да речеме сонцето како метафора, како нешто раѓање за животот, како ново утре. Знаете ли, бидејќи нема ново утре ако нема ново сонце. И токму затоа ги потенцирав, значи ги имаме многу такви примери низ историјата, дека клучното пред се во нас. Сега тука нели затоа и разговараме дека уметноста е таа која ќе може да допре до нас, да не просветли. Колку повеќе читаме, колку повеќе слушаме селектирана музика, колку повеќе се дружиме во уметноста, така да кажем, толку полесно ќе се осознаваме себе си и толку полесно ние од внатре ќе стануваме изградени личности, бидејќи само една изградена личност може и да критикува, може да се огледува и може да даде реален суд за нештата. И затоа, не случајно според мене, тоа е моje лично мислење, напливот што го имаме и интернетот е една од алатката со кои ќе не буквално затупува, бидејќи од морето на добрите нешта кои го имаме во интернет се поклопени од шундот, за кој често пати овде зборуваме, или со ѓубрето на денешнината, така што не може да дојде до израз она убавото токму од оваа грдото. Но јас тоа го споредувам со, Мики го знае, има еден прекрасен цвет Еделвајс, кој го има ендемско на пирин. Секогаш кога е тешко, кога на некој му е тешко, го речем, па биди како Еделвајс. Зошто како Еделвајс? Па ти да успееш во една таква екстремна животна средина на 2000 метри височина, во ужасни услови, а да бидеш толку убав, толку нежен, кога го допреше како памук. Како што би рекол италијанскиот писател Умберто Еко, кој што имал некаде над 50.000 книги, кога го прашале дали ги има прочитано сите книги, Умберто Еко рекол дека најдобра и најмногу функција во оваа моја библиотека имат непрочитаните книги, но сепак рекол нешто кое што на некој начин не обврзува да го помнеме тоа и самото дело на Умберто Еко и она што неговото дело го носи со себе, тој како личност остари. Меѓу другото рекол, ако ние колку книги имаш прочитано, толку животи си видел и толку животи си проживеал. Ако оние што немат прочитано ниту една книга, го живеат само својот живот. Оние што прочитале, да речем, многу книги, многу животи проживеале, поготово животите на личностите, на ликовите во книгата. Ако сонцето го атрибуира животот или животот се атрибуира во сонцето, тогаш би можеле да кажеме колку книги си прочитал, толку сонце си видел, толку изгреви, толку заоди, што значи дека
читањето на книгите и уметноста преку неа како форма, нели, и дава една таква можност и влегува во еден таква функција која што на некој начин го продолжува животот на човекот. Па ние сега, кога ќе се најдеме во една таква ситуација, дали треба да избереме, дали треба да живееме еден живот или повеќе животи, дали треба да бидеме задоволни од она што значи наш избор, тогаш јас сметам дека нема да имаме дилема кога би ја избрали книгата и кога би го избрали читањето како еден вид продолжување на животот или да речеме живот со повеќе лица или повеќе сонце. Тоа што го кажа за колку книги сме прочитале, толку вредни и толку се радуваме на животот. Се сетив на една жална вистина дека на сонцето му се радуваат и оние кои знаат дека нема да го видат, како што беше она анекдота со оние болни во соба болни со канцер, кои ги праша зошто се смеат и велат, па ете, го видовме сонцето денес, повторно го видовме сонцето, повторно уште едно изгреј сонце видовме. Значи, ни кажува тоа дека треба да се радуваме и на малите и на убавите нешта. Еве мене лично многу ме радува тоа што почнавме со омажот за 30 годишното актерска дејност на Мики, која книга ќе го види изгри сонцето во октомври, ете во најава. Ме радува тоа што кога сме кај Трајче слушаме прекрасна музика. И ете ме радува тоа што правиме еден ваков разговор со теми кои ете се помалку ги има во етерот. И бидејќи денешната емисија ни се поклопи со денот на ракописот, ракописот кој направи една револуција во цивилизацијата, во нашата цивилизација, ракопис за кој вреде да се направи една посебна емисија. Ете, денешната ќе заокружиме со еден ракопис, со една песна од Трајче, која во многу допира во суштината на темата што ја зборуваме, дека сепак зборот знае да излечи, зборот знае да го отвори, да ги отвори нашето внатрешно сонце, внатрешни сонца и затоа да го ползуваме. Ете, прочитај ни твојата песна. Убавиот збор е лек за сите рани. Еве една песна која го потврдува тоа. На неколку дена пред смртта, тато не изости ништо за животот, уште помалку за смртта. Не ни остави аманет, побара само да му прочитам од поезијата на Блаже Конески. Му читам јас за црквичето во Небрегово, а тој солзи. Му читам од тешкото, за стерната, за везилка, за одземањето на силата, а тој низ тешки воздишки рече: алал да му е на мајсторот. Ете, тате никому не кажа каков да му биде гробот, ама јасно, сосем јасно ни покажа од какво друштво има потреба по смртта. Ете, после вакво нешто ми останува само да ви заблагодарам што бевте со нас и се надевам дека ако овие наши емисии допрат до некого, дека сме на вистинскиот пат. Овде ве поздравувам, до скоро видување.